Дозволете да ја информирам јавноста за едно од многуте случувања, нарушувања, тенденциозности и краен субјективизам на денот на изборниот процес. Министерството за внатрешни работи по пријава на граѓаните Атанасовски Горан од Битола со место на живење на улица Дебарска број 71, вработен во јавното предпријатие Водовод, инаку председател на местниот комитет на ВМРО ДПМН и Силјановски Миле од Битола, кој живее на улица Љубојно број 47, вработен во Доел Татули, во спроведената акција и соврачување на покана, ме повика на информативен разговор. Причината е наводното тврдење на горе споменатите активисти на ВМРО ДПМН дека подкупувам гласачи со пари кои се третира како тешко кривично дело. Со налог на истражен судија бев сослушан и ми беше извршен претрес лично мене и на сопственото моторно возило. После обавената процедура, која од страна на инспекторите беше крајно професионална и коректна, во моје лично присуство и присуство на двајца адвокати, беше составен записник во кој немаше никакви материјални или други докази, пошто бев пуштен од просториите на Министерството за внатрешни работи. Во текот на овие денови за ваквото случување ги информирав Амбасадата на Соединетите Американски држави, Амбасадата на Кралството Велика Британија, Амбасадата на Европската Унија, а утре ќе имам лична средба со мисијата на ОБСЕ и ОДИХР. На Атанасовски Горан и Силјановски Миле, кои сторија тешко кривично дело, и тоа не е едно, туку две и повеќе, денови веќе му поднесам кривична пријава до основното јавно обвинителство. Најголемата нивна казна е атрибутот кодоши и црното петно, кој ќе ги покрива низ целиот нивен животен век. Убеден сум дека основното јавно обвинителство по истото непристрасно ќе пристапи и ќе го процесуира како кривично дело за лажно пријавување и неовластено снимање. Парите кои ќе ги барам од наведените сторители покрај казната за кривичното дело, како надоместок за нарушувањето на мирот, угледот и нанесената душевна болка на мене и моето семејство, ќе ги донирам во Центар за развој на менталното здравје, каде што пациенти ќе бидат поголем број од политичарите.